Денеска попладне лидерите на 4 неголеми партии Никола Груевски од ВМРО ДПМНЕ, Зоран Заев од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ и Мендух Тачи од ДПА ќе одржат лидерска средба во Скопје на која ќе присуствуваат и амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бейли и шефот на мисијата на Европската унија во Македонија, а Иво Ораф. Средбата е најавена како заедничка иницијатива на 4 неголеми парламентарни партии со поддршка на меѓународната заедница со цел да почне диалог за решавање на политичката криза. Македонската економија годинава според најновата прогноза на Европската банка за обнова и развој ќе има раст од 3,5%, а следната година 3,7%. Оваа меѓународна финансиска институција предвидува најголем раст за македонската економија во регионот и за оваа и за следната година. Во извештајот за регионалните економски перспективи е наведено дека ризиците од намалениот раст главно произлегуваат од внатрешните политички несогласувања. Повеќе странски партнери деновиве ги откажале резервациите за организирани патувања во Македонија поради актуелната состојба. Туристичките работници побараа помош од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, која свика вонредна седница на Советот на Агенцијата за да се разгледаат состојбите. Според директорот на Агенцијата Кристијан Џамбазовски, Агенцијата и туристичкото стопанство ќе дадат предлози како би се ублажиле негативните резултати, но истовремено, како вели Џамбазовски, се соочувале со ситуација во која различни медиуми, домашни и странски, известуваат со своја интерпретација на настаните, со што се предизвикува несигурност кај странските партнери. Најголемиот дел откажани резервации се од соседна Србија, додека посетата на холандските туристи ќе се реализира. Министерот за надворешни работи Никола Поповски на маргините на министерскиот состанок на Северноатлантскиот совет на НАТО во Анталија се сретна со своите колеги од Грција и Бугарија, со кои разговараше за условувањата кои двете ги имаат поставено кон Република Македонија и кои се предуслови за одблокирањето на процесот за пристапување кон Европската унија и кон НАТО. На средбата со Никос Кодзија станало збор за предложените мерки за градење доверба, како и за наметнатиот спор за именувањето на Република Македонија, кој обстојува како пречка за членство во НАТО и Европската унија. Со министерот на Бугарија Даниел Митов станало збор за безбедносните закани и потребата од отворена соработка меѓу сите земји од регионот, како и за условувањата со меѓудржавен договор кој од бугарска страна е истакнат како предуслов за поддршка на патот кон ЕУ и НАТО. А грчките медиуми при пренесувањето на веста за средбата на Поповски со Кодзијас јавуваат дека министерот Кодзијас во јуни ќе го посети Скопје во рамките на неговата турнеја по главните градови на Западен Балкан. Меѓу другите детали кои се објавуваат за оваа средба, весникот Катимерини ја оценува како приватна без присуство на дипломатски делегации. НАТО и Европската унија се соочени со се поагресивната Русија и џихадистичката закана и затоа сакаат да ја подобрат меѓусебната соработка, особено во доменот на разузнавачките служби, изјавија денеска официјалните представници на двете организации. Опколени сме со предизвици кои не обединуваат, изјави шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на состанокот на НАТО во Анталија. На исток ја имаме се поагресивната Русија која ја употреби сила за да ги промени границите и да ги заплаши соседите. На југ немирите и екстремизмот достигна незабележано ниво во современата ера, рече генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Тоа што е исклучително важно за нас е координација на сите нивоа, а особено таа што се однесува на размената на информации за новите закани со кои се соочуваме, додаде Могерини. Ако Грција не се реформира ќе потоне, изјави министерот за финансии на земјата Јанис Варуфакис на форумот организиран од весникот Економист. На средбата на која главна тема се првите 100 денови од управувањето на новата грчка влада и преговорите со Европската комисија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд, Варуфакис нагласи дека според него следната транша на земјата не е цел сама по себе и истакна дека нема да потпише договор што не е остварлив на макроекономски план. Варуфакис на форумот зборуваше и за други теми поврзани со финансиските потреби на грчката економија, како спроведувањето на програмата со реформите на владата, состојбата на државниот долг и функционирањето на банкарскиот систем. Министерот за финансии објасни дека дури и грчкиот долг да исчезне, прашањето за развој на Грција ќе остане во воздух.